Го следите централниот дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со најновите информации од регионот, Македонија и светот започнуваме веднаш по кратката најава. Останете со нас. 1944 година е пресудна година за Велешани, но овој ден пред точно 71 година борците од народно-ослободителната борба го ослободиле градот. Официјално кружниот тек кај Авона пуштен во употреба. Гасификација на Македонија бенефит за сите граѓани. Седумдесет година слободен живот за Велес и Велешани. 9 ноември 1944 година, 9 ноември 2015. Никола Стојановски раскажува како течела акцијата за ослободување на Велес. 1944 година е пресудната година за Велешани. На овој ден, точно пред 71 година, борците од народно-ослободителната борба го ослободија градот. Започнавме со престрелките и борбите уште рано во Мугрите. Часот беше околу 4 наутро. Цел ден ни требаше да го ослободиме градот, се присети Никола Стојановски, кој бил директен учесник во ослободувањето на Велес. Германската војска по пладнето, откако го срушила железниот мост, се повлекла кон Скопје. Борбите се водеа низ градот, од десната страна на градот, затоа што мостовите беа заправо железен мост се урна истиот ден, само некаде по пладне, и тоа беше веќе завршување на борбите. Почнавме од Којник и од железничка станица и доле до долни Дуќани, што го викаат тој дел на Велес. 8-та Велешка, 12-та и 3-та Кумановска бригада учествувале при ослободувањето. Местното население, иако директно не биле вклучени во борбата, сепак им помагале на борците. Ги информирале каде биле сместени германските војски. 378 лица од Велес и Велешко го загубиле животот во Втората светска војна, од кои 209 се борци директни жртви на фашизмот, останатите се цивили. Граѓаните го дочекаа тоа со веселба, не пречекуваја на улица, не грлеа и така натаму. Учествуваа и они они сами допринесоа многу за тоа што кажува кај се поставени, кај има стражи нивни, кај има нивни единици, така да они помогнаа многу у тоа ослободувањето на Велес. На спомен косторницата со едноминутно молчење и со положување свежо цвеќе од многу делегации, граѓаните се присетија на минатото, тие им се поклонија за нивното дело. Во знак на почет кон историјата на Велес, денеска овде присутни беа градоначалници, заменици градоначалници, советници и други соработници од општините со кои локалната самоуправа е збратимена. Во своите изјави рекоа дека соработката со нашата општина е одлична, а воедно на граѓаните на Велес им го честитаа 9 ноември. Nisam prvi puta, bio sam već 1984. Drago mi je da se Veles puno promijenio na bolje, ali mi je isto tako drago što se osjećam isto kao i onda, dakle kao kod kuće. Ovo je dugo godina traje prijateljstvo i nadamo se da će i dalje trajati. Stvari koje su dobre ne treba menjati, samo ćemo ih pojačavati i pokušat ćemo da budemo dobri domaćini sljedeće godine kao što ste vi bili. Sve smo to osjetili, taj ambijent u Velesu i došli smo danas čast da prisustujemo vašem prazniku, da uveličamo sve to što ste vi stvorili kao grad i gradonačelnik. It was a nice surprise that we found out last night during the last night's program. The traditions are very similar to ours, the Romanian ones, and also the popular costumes have something in common. We find it very beautiful and we are so glad to be here. По повод ослободувањето на Велес, кружниот тек кај Авона официјално беше пуштен во употреба. Ово е 9-ти реализиран проект од 10 капитални проекти од програмата на градоначалникот Чадиев. Изградбата на овој кружен тек, општината ја кошташе 6 милиони денари. 9 од 10 капитални проекти од програмата на градоначалникот Шадиев се реализирани. Токму изградбата на кружниот тек кај Авона
беше предпоследниот 9-ти проект. Денеска по повод ослободувањето на Велес, истиот официјално беше пуштен во употреба. Работиме по сите стандарди, сите документации ни беа обезбедени. Надзорот го стави своето мислење дека е одлично направен кружниот тек и токму денеска со сето ова што можете да го видите и со реновирањето на фонтаната која беше горлив проблем за граѓаните на соседната зграда каде што подрумите им се полнеа со вода за десетина дена и тој проблем го решаваме. Во моментов се подготвува постапка за двонасочно возење од кружниот тек до Трговски. Градоначалникот најави дека многу скоро ќе биде решен и овој технички проблем. И општината и централната влада се насочени кон реализација на проектите. Пратеникот Коџабашиев истакна дека Македонија во моментов е претворена во едно големо градилиште. Истовремено се градат 3 автопати, се градат и регионални и магистрални, општината гради и локални патиша, асфалтира улици и сето тоа покрај отварањето на фабрики што допринесува за намалување на вработувањето е голем допринос за граѓаните на општина Велес. Изградбата на кружниот тек, општината ја чинеше 6 милиони денари. Градоначалникот Шадие воедно потенцираше дека наскоро ќе започне и проектот за изградба на затворен пазар. 19 години ренесансниот замок Равале го краси градот Чербур во Франција, а од денеска неговата макета ќе го разубавува и младинскиот парк во Велес. Макетата ја изработија ученици од основните и средните училишта со поддршка на општина Велес, ЈКП Дервен и компанијата Брако Холдинг. Равале, ренесансниот замок од Син Шкрилец, кој од 19-тиот век го краси градот Чербур во Франција, своја копија доби во младинскиот парк во Велес. Макетата ја изработија учениците од основните и средните училишта со поддршка од општината, јавното комунално предпријатие Дервен и компанијата Брако Холдинг. Истата е изработена во рамки на проектот Споделено наследство од програмата за децентрализирана соработка Долна Нормандија, Македонија. Јас морам да признаам дека денеска сум многу пријатно изненадена од резултатите на овој проект. Кога пред една година го читав, воопшто не замислував дека резултатот ќе биде ваков и дека овој град ќе добие еден волку убав символ кој што е резултат не само на една младинска размена, туку и на една културолошка и историска размена. Во рамки на проектот ќе биде поставена макета на градскиот сад во градот Шербур-Октевилј, Република Франција. Во овој момент подготовките за градскиот сад, нашиот градски сад од Велес, символот на градот, течат и за непол месец дена ќе биде поставен ист оваков објект во градскиот парк на забратимениот град Шербур-Октевилј во Долна Нормандија. Локалната власт упати апел до сите граѓани. Колку подобро го чуваме замокот Равале, толку подолго ќе го имаме. Нов лада нива за територијалната противпожарна единица донација од општина Велес. Истата ја добиле на тендера, вредноста на возилото е 10.000 евра. Градоначалникот Чадиев на пожарникарите им порача што помалку да го користат ова возило. На командирот на противпожарната единица, на пожарникарите во службата им го поклонуваме во автомобил, се со една единствена цел, оној пат кога ќе треба да бидат на право место, како и секогаш досега, да имаат нови теренски возила. Исто така ја средивме вежбалната, набавивме претходно чамци за во случај на поплави, значи полека, но сигурно ја доекипираме со потребни орудија за работа против пожарната единица. Треба да се приближиме до граѓаните, да оправдаме својата работа, пошто ние земаме плата од граѓаните, со тоа што прв пат у историјата еден градоначалник што се грижи за противпожарната единица. Министерството за финансии на Република Македонија ќе обезбеди 90 милиони евра за изградба на гасификацијска мрежа долга стотици километри. Со ова ќе се добие ефтин енергенс, како за домакинствата, така и за македонското стопанство. Во бенефициите од оваа гасификација ќе уживаат сите граѓани на Република Македонија. Министерството за финансии на Република Македонија преку кредит кај Дојче банк и Ерсте банк ќе обезбеди 90 милиони евра за изградба на гасификацијска мрежа долга стотици километри. Со овие пари ќе се финансира градбата на гасоводот од фаза 1 на делницата Штип Неготино Битола и делница Скопје Тетово Гостивар.
Проектот предвидува изградба на инфраструктурни објекти и линиски дел на делниците Штип Неготино Битола дел 1 од Штип, блок станица 5 до Неготино, линиски дел во должина од 36 километри, кои ќе се надоврзе до делницата Клечовце Штип, блок станица 5, чија изградба веќе е во тек. А ние како Неготино, бидејќи сме на коридорот 10, на само 2 километри, ќе постапиме веднаш после тоа, односно со изградба на секундарната гасификација, односно гасификација на домаќинствата и стопанството, односно сите индустријски капацитети во град Неготино, кои во моментот се отворени и кои понатаму ќе бидат отворени во самите индустријски зони во Неготино. Република Македонија ќе добие ефтин енергенс, како за домакинствата, така и за стопанството, со што македонското стопанство ќе биде поконкурентно на светскиот пазар. Бенефитите од гасификацијата ќе ги добијат сите граѓани на Република Македонија. Првата приоритетна фаза ќе се реализира во периодот од 2015 до 2019 година, додека втората фаза ќе се реализира во периодот од 2017 до 2022. Владата ќе продолжи со субвенции за земјоделството, изјави министерот за економија Беким Незири. За ова и за наредната година, за земјоделците има на располагање 445 милиони евра субвенции, како домашни, така и пари од Европската Унија. Со цел Македонија да продолжи со позитивните трендови, владата ќе продолжи да го субвенционира земјоделството. Ова го изјави министерот за економија Беким Незири. За тековната и за идната година на земјоделците им се ставени на располагање 445 милиони евра субвенции, а поддршката продолжува, како со домашни пари, така и со пари од Европската Унија. Земјоделието е многу битна гранка и многу тесно поврзана со Министерството за економија. Ние ко влада ќе продолжиме и понатаму да субвенционираме и да авансираме права во Министерството за земјоделие со една цел, значи Република Македонија и понатаму да продолжи со позитивните трендови во развој на економијата во државата. Од вкупно 150 милиони евра земјоделски субвенции годинава, 35 милиони евра отпаѓаат на општини чии градоначалници се албанци и во кои мнозинството население е албанско. Бебе починало во Кавадарци. СВР Велес преку соопштение информира дека денеска во 4 часот и 45 минути од јавната здравствена установа Здравствен дом Кавадарци во полициска станица Кавадарци е пријавено дека кај нив е донесено починато бебе. По наредба на надлежен јавен обвинител излезено е на лице место. Од полицијата велат дека се превземаат мерки за целосно расветлување на настанот. Причината за смртта на бебето ќе се знае по завршување на обдукцијата. Легендарната актерка Милица Стојанова ја доби наградата за животно дело Петре Прличко за 2015 година. На сцената на Народниот театар Јордан Хаджи Константин Велес признанието лично и го додели градоначалникот на општина Велес Лавчо Чадиев. Оваа награда се доделува 8 пат поред, а Милица Стојанова е првата жена која ја добива. Во чест на добиената награда за животно дело, легендарната актерка Милица Стојанова ја испеа песната што големиот Петре Прличко ја пеел за време на представата Чорбаджи Теодос. Вчера вечер во Народниот театар Јордан Хаджи Константинов Джинот, градоначалникот на општина Велес свечено ја додели наградата на актерката Милица Стојанова. И можете да замислите колку сум вечерна, среќна, радосна, горда, што станат лауреат на наградата која го носи името на великиот Петре Прличко. За Стојанова наградата со името на доајенот на македонското театарство значи и подсетување и споделување со публиката за доживеаните случки со човекот за кој Милица вели дека ја вовел длабоко во театарските води. Одеднаш погледам Прличко и тако мене и ми се срна. Каде гледаше ти вечерва? Друже Перица, така ги викавме тогаш. Друже Перица, не знаеш што станува.
Има во мене да гледаш додека пеам. Ти ми даваш енергија. Не го разбрав тоа што ми кажа. Но години покасно ја научив магијата на сцената кога актерите си ја предаваат енергијата еден на друг. Наградата Петре Прличко се доделува 8 пат поред, а Милица Стојанова е првата жена која ја доби. Во нејзина чест актерите од Велешкиот театар пред публиката ја изведоа представата Спанак со пржени компири. Вооружен инцидент утрово во клиничкиот центар во Скопје, при што беше повреден еден лекар. За 19,7% зголемен бројот на одобрение за градење. Вкупно 3673 потврди за азил се издадени во текот на вчерашниот ден. Вестите од Македонија во продолжение. Тројца скопјани на возраст од 30, 34 и 36 години се осомничени и приведени во полициска станица по вооружениот инцидент утрово во клиничкиот центар во Скопје, при што беше повреден еден лекар. Според најновите информации од СВР Скопје, во моментов се разговара со нив и се работи на утврдување на мотивите за нападот. Пиштолот е одземен и даден на вештачење и се утврдува кој од трите лица пукал кон лекарот. Повредениот лекар од одделението за дигестивна хирургија е опериран и е надвор од животна опасност. Како што соопшти СВР Скопје, утрово во 9 часот и 30 минути во полицијата е пријавено дека во клиничкиот центар, одделение за дигестивна хирургија, имало пукање од огнено оружје од страна на непознато лице. Министерот за здравство веднаш по добиените информации за инцидентот ги посети хирушките клиники, каде што разговараше со дел од медицинскиот персонал и вработените на клиниките. Никој нема право сопствениот револт да го искажува во форма на насил кон докторите и останатиот здравствен персонал, а уште помалку користејќи огнено оружје. Надлежните институции ќе останат фокусирани на целосно испитување на случајот и преземање на сите мерки за соодветно санкционирање на сторителите, се вели во соопштението од Министерството за здравство. Во септември годинава се издадени 316 одобренија за градба, што е за 19,7% повеќе во однос на септември лани, објави денеска Државниот завод за статистика. Според издадените одобренија за градење, предвидената вредност на објектите изнесува 4 милијарди 182 милиони 150 илјади денари, што е за 6,2% повеќе споредено со септември минатата година. Од вкупниот број издадени одобренија за градење, 186 се наменети за објекти од високо градба, 50 од ниско градба и 80 за објекти за реконструкција. Од вкупно 316 објекти, кај 189 како инвеститори се јавуваат физички лица, а кај 127 објекти инвеститори се деловни субјекти. Во извештајниот период е предвидена изградба на 376 станови, со вкупна корисна површина од 35.189 метри квадратни. Во текот на вчерашниот ден издадени се потврди за влез во земјава на вкупно 3673 странски државјани, од кои 1874 се од машки пол, 640 од женски, 916 се деца кои го придружуваат носителот на потврдата, како и уште 243 деца кои патуваат без родител, на кои издадена е потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање на право на азил, информираат од Министерството за внатрешни работи. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија 2175, Авганистан 788, Ирак 428, додека другите се во помал број. Во истиот период до одделението за азил не се поднесени барања за признавање на право на азил врз основа на претходно издадена потврда за искажана намера за поднесување на барање за признавање право на азил. Во прифатниот центар за баратели на азил во дневниот регистар на баратели на азил за 8 ноември 2015 година евидентирани се вкупно 3 баратели на азил, сите мажи.
На парламентарните избори во Хрватска по 99% преброени гласови, победник е Татковинската коалиција предводена од Хрватската демократска заедница со освоени 59 пратенички места. Се уште не се знае кој стои зад киднапирањето на српските државјани во Либија. Каталонците гласаа за отцепување. Ова е светоденаска. На парламентарните избори во Хрватска кои се одржаа вчера, по 99% преброени гласови, победник е Татковинската коалиција предводена од Хрватската демократска заедница со освоени 59 пратенички места. Коалицијата Хрватска расте, предводена од владеачката Социјалдемократска партија, освои 56 пратенички мандати. Третата најголема сила на изборите е независната листа МОСТ со 19 саборски мандати. Потоа регионалните партии ИДС ПКС со 3, ХДС-СБ и Милан Бандич по 2 и Жив ѕид и Успешна Хрватска по 1 мандат. Преостанатите 8 мандати по уставот им припаѓаат на застапниците на малцинствата во Хрватска. Хрватската председателка Колинда Грабар-Китаровиќ им ги честиташе на хрватските државјани изборите на Татковинската коалиција која е релативен победник. Таа потенцира дека верува дека по консултациите ќе имаат нов мандатор и стабилна влада. Не се знае кој стои зад киднапирањето на српските државјани во Либија, изјави српскиот министер за надворешни работи Ивица Дачиќ. На патот кон Тунис дошло до пресретнување на колона во која бил и амбасадорот, а во друго возило двајцата вработени во амбасадата. Според извештаите било отворен ога на еден либиски државјанин непогоден во нога, изјави српскиот министер. Дачиќ вели дека состојбата во Либија е нестабилна и моментално има една влада во Бенгази и една во Триполи. Одделни делови на земјата се под различна контрола. Дачиќ разговарал со либискиот колега, а за настанот биле информирани и безбедносните служби. Формиран е кризен штаб кој работи на решавање на воредната ситуација. На предлог на сеционистичките партии Заедно за да, Каталонскиот регионален парламент денес го одобри планот за прогласување независност од Шпанија до 2017 година. Плановите се да воспостават автономна власт. Декларацијата ја поддржаа повеќето пратеници во регионалниот парламент. 72 пратеници гласаа за, а против беа 63. Шпанската централна влада оваа иницијатива ја смета за неуставна, а владата на премиерот Маријано Рахој претходно најави дека доколку предлогот биде усвоен, ќе преземе законски мерки да го оспори. За да се спречи денешното гласање, каталонските ограноци на владеачката Народна партија и Шпанската социјалистичка работничка партија вложија жалби, но Уставниот суд донесе одлука дека тоа може да се одржи. Во ова динамично време во кое живееме, вежбањето на боречки вештини е доста корисно за здравјето, како за помладите, така и за повозрастните. Вчера вечер Центарот за боречки вештини Бушидо организираше настан со која подигаа свеста за неопходност од спортувањето. Во продолжение да ги погледнеме и останатите вести од домашен спорт. 40 години активно спортување, доктор Ѓоре Дервишев, пример за здрав начин на живот. Вчера вечер со апел за сите, граѓаните без разлика на нивната возраст за правилен раст и развој неопходно е да спортуваат. Карате, аикидо и кендо се трите боречки вештини кои можат да се тренираат од 6 до 66 годишна возраст. Само тоа пак директно да влијае на подобрување на здравствената состојба на граѓаните. Динамично време на живење, кога децата се повеќе пред компјутер и пред модерната технологија, вежбањето на боречките вештини е многу корисно за здравјето на како на помалите категории, така и на повозрастните, па дури да речам и на постарите, затоа што физичката активност како таква е, знаете дека мощно корисна во секоја возрастна категорија. Доктор Девишев напоменува дека модерниот начин на живот наложува задолжително спортски активности. Да децата уште од најрана возраст
низ игра тренираат боречки вештини, тоа би било многу добро за правилен раст и развој, одбегнување на аномалии, како и корекција на веќе стекнати аномалии, а за повозрастните категории очувувањето на здравјето, на кондицијата. Од млади до највозрастни членови на Центарот за боречки вештини Бушидо презентираа делот со владаните боречки вештини. Настанов вчера вечер е дел од празничното очествување 71 година Слободен Велес. Организаторите велат дека спортот е здравје и кој сигурно дружењето на младите ќе ги држи далеко од пороците на современиот живот. Целта е децата што повеќе да работат било кој спорт, боречки вештини, екипни спортови, секако да бидат подалеку од улиците и од пороците. На вчерашниот настан се представија и членови на боречките клубови од Србија и Бугарија, кои директно соработуваат со Центарот на боречки вештини Бушидо. Беа одиграни надпревари од петото коло во домашната кошаркарска лига. Екипата на Фени Индустри на гостински терен загуби од Карпаш Соколи со резултат 80-65. Ова беше и трет пораз поред за кавадарчани, додека екипата на Соколи има максимален учинок од 5 победи од толку одиграни надпревари. Кај домашните со 15 постигнати коша најефикасен беше Филип Шепа, додека во Фени Индустри најдобар беше центарот Кира Николовски со 23 поени. На другите два надпревари Струмица победи против Куманово со 101-93 и на Гивгилиското дерби Кожув победи против Бес со резултат 85-82. Петото коло ќе биде комплетирано на 12 ноември со дуелот помеѓу МЗТ Скопје и Работнички. Ракометарките на ЖРК Вардар ја остварија и третата победа во групата оваа сезона во Лигата на шампиони, откако на гостински терен го совладаа дански Мидхилан со 25-15. Со овој триумф Вардарки имаат 6 бода, исто колку и екипата на Ѓер. Вардар одигра уште еден одличен надпревар за паметење. Андреа Лекиш со 6 голови беше најефикасна на надпреварот, додека одлична на голот беше Амендин Лено, која имаше 19 одбрани. Во другиот надпревар од групата екипата на Ѓер го совлада Хипо со 37-16. Последната трка во MotoGP шампионат го даде и овогодинешниот шампион. Одиграни надпревари во најдобрите европски надпреварувања. Единствена победа на гостински терен оствари екипата на Детройт во НБА лигата. Меѓународен спорт. Возачот на Ямаха Хорхе Лоренцо од Шпанија ја освои титулата во MotoGP класата откако победи на последната трка од шампионатот што се возеше за големата награда на Валенсија. Ова за Лоренцо е пета титула вкупно, а трета во оваа класа, откако претходно во два наврати беше светски шампион и во класата до 250 кубика. Лоренцо по пауза од 3 години стана светски шампион. Валентино Роси заврши како четврто пласиран зад клупскиот колега Лоренцо и тандемот на Хонда Маркес Педроса зад својот сонародник. Во генералниот пласман Лоренцо е прв со 5 бода повеќе од Роси, а и првиот шпанец со 3 титули во овој спорт. Во текот на вчерашниот ден беа одиграни неколку надпревари во најквалитетните фудбалски првенства во Европа. Во англиската лига екипите на Арсенал и Манчестер Сити одиграа без победник против Астон Вила, односно Тотенхем, додека Ливерпул загуби на домашен терен со 1-2 од Кристал Палас. Јувентус победи со 3-1 против Емполи на гостински терен. Екипите на Интер и Фиорентина победија против Торино, односно Самдорија, и остварија третата победа поред и се на првите две места на табелата со исти број на бодови во италијанската серија А. Во германската лига Дортмунд победи со 3-2 против Шалке, а екипата на Аусбург загуби од Вердер со 1-2. Екипата на Барселона победи со 3-0 против Вијареал, додека Атлетико Мадрид победи минимално со 1-0 против Спортинг Хихон. Најинтересниот надпревар беше одигран помеѓу Севиља и Реал Мадрид, во кој домашната екипа победи со 3-2. Со овој пораз Реал падна на втората позиција и има 3 бода помалку од Барселона во шпанската премиер лига. Во изминатата ноќ беа одиграни 5 надпревари во најквалитетната кошаркарска лига во светот, НБА лигата. Кошаркарите на Детройт беа единствената екипа која оствари гостинска победа против Портланд со 120-103. Портланд го имаше водството во трите четвртини, но во последната четвртина Детройт беше подобра екипа и ја доби со 41-11, со што го доби надпреварот. Реджи Джексон постигна 40 поени ке Детройт, додека ке домаќините Лилард со 26 поени беше најефикасен. Резултати од другите надпревари: Кливленд Индијана 101-97, Њу Јорк Лос Анџелес Лейкерс 99-95, Мајами Детройт 96-76 и Оклахома Феникс 124-103.
Времето денеска беше сончево со мала до умерена облачност и дуваше слаб до умерен ветер од северозападен правец. Температурата се движеше од 14 до 22 степени. Еве ги деталите. Благодарам на вниманието, почитувани. Останете понатаму со нашата програма. Пријатно!